Жал ми е што денес говорат само жените и имавме можност да чуеме само еден маж. И нема да говорам за статистики и за законски легислативи кои што се донесени, бидејќи сите пред мене веќе го кажаа тоа. Само ќе потсетам дека 8 март не е само еден ден во кој ќе добиеме цвеќе во знак на внимание, но 8 март е меѓународен ден за потсетување на борбата за економска, политичка и социјална еднаквост на жените. Борбата против современиот патриархат ќе се служиме сите дека се уште не е завршена. Денес ја славиме нашата храброст, нашата сила и нашата издржливост. Како либерал-демократка, но и политичарка, верувам дека родовата еднаквост не е само морален императив, туку и економска и социјална неопходност. На овој ден мора да потврдиме нашата посветеност, да ставиме крај на родовото насилство и дискриминација, да го затвориме родовиот јаз во платите, да ги промовираме правата и можностите на жените во секоја сфера од животот. Мораме неуморно да продолжиме да работиме на заакнување на статусот на жените и девојките, за да се осигураме дека го имаме она што не е потребно, а тоа е еднаквост, рамноправност, правда, слобода, безбедност, образование, сигурна здравствена заштита и ресурси што ни се потребни за да напредуваме. Дали сме направиле нешто за унапредување на правата и статусот на жената? Да, сме направиле. Дали е доволно? Не е, а ќе биде кога секоја жена ќе се чувствува еднакво во поглед на можностите и изборот. Точно е дека имаме низа на документи, но она што е точно е дека мора да работиме на свеста за значењето на жената. Ни требаат повеќе жени лидерки на политички партии, повеќе градоначалнички, министарки, жени на клучни позиции во креирањето на одлуки, предприемачки, земјоделки, но и силни самохрани мајки кои нема да се чувствуваат напуштени од системот. Денес да, ги славиме достигнувањата на жените низ историјата и им одаваме почит на предводничките кои се бореа за правата на жените и овозможија напредок, но треба да се подсетиме и дека имаме уште многу работа во едукацијата за родовата еднаквост и рамноправност, борбата со насилството и финансиско омоќување на жената. Жената не е ни само понежна, ниту само поубава, ниту само половина, но жената е интелектуално развиено битие кое треба да биде вреднувано и почитувано секој ден, а не само денес. И се додека и една жена се чувствува обесправена, е жртва на насилство и сексизам, не може да зборуваме за еднаквост и рамноправност во општеството. Затоа да застанеме заедно како жени и сојузнички и да продолжиме борбата за родовата еднаквост, слобода и правда. Не само за признавање на хартија, но со покажување на конкретни дела. Нека ни е честит 8 март, меѓународниот ден на жената, и се надевам дека ќе бидеме побројни на протестот кој што не очекува подоцна. Ви благодарам.